Елиезер. Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Животот во својата исконска суштина е најголемото чудо создадено од раката на Творецот. Бесценет дар во кој секој здив е жив потсетник за Божјата неисцрпна благодат и љубов. Сепак, современиот човек се почесто се наоѓа заробен во лавиринтот на екзистенцијалниот замор. Во динамичното хиперпродуктивно секојдневие, каде успехот се мери со брзината, а вредноста со надворешните постигнувања, човекот паѓа во стапицата на хроничната отсутност. Се движиме низ светот како патници кои се премногу зафатени со гледање во мапата на своите амбиции, заборавајќи да го погледнат пејзажот низ кој поминуваат. Во тој вртоглав и бучен ритам, убавината на животот не исчезнува, туку станува невидлива за окото заслепено од грижи. Вистинската убавина на постоењето не е географска дестинација, ниту пак е конвенција на совршени надворешни околности. Таа е состојба на духот. Таа се открива низ една длабока, радикална трансформација на нашиот внатрешен свет, преку чинот на обнова на умот, свесното закотвување во сегашноста и способноста да го препознаеме божествениот потпис во секој мал, наизглед, обичен секојдневен миг. Драги мои, денес да размислиме за убавината на животот. Jesus, you're the Prince of Peace. You calm the storms inside of me. Your cross became my victory. Your love forever steady. Your peace is on me, your presence leads me home, your love restores me, your hands uphold me. Човечкиот ум има природна тенденција да емигрира од сегашноста. Тој или тагу во поминатото преку вината, или пак ја колонизира иднината преку стравот и анксиозноста. Со тоа ние ја одложуваме собствената радост за некое несигурно утре, верувајќи дека ќе бидеме среќни дури тогаш кога ќе ги исполниме општествените матрици на успехот. Но Светото писмо не предупредува дека грижата за иднината е илузија која ја одзема силата на денешниот ден. Во светата проповед на гората, Исус Христос нуди вонвременска терапевтска лекција за оваа човечка слабост.
насочувајќи го нашиот внатрешен поглед кон микрокосмосот на природата. Погледнете ги птиците небесни. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбари собираат, но вашиот Отец небесен ги храни. Не сте ли вие многу повеќе од нив? Па зошто се грижите за облеката? Погледнете ги криновите во полето, како растат, не се трудат, ниту предат, но ви велам дека ни Соломон во сета своја слава не се облече така како еден од нив. Исус Христос овде не повикува на духовна мрзливост или отфрлање на одговорноста, туку на метафизичка доверба. Животинскиот и растителниот свет едноставно постојат во својата автентичност, без потреба да го престигнат или контролираат времето. Тие се убави затоа што се присутни таму каде што се. Спасителот ја заокружува оваа мисла со зборовите кои се директен лек против модерниот стрес. И така, не се грижите за утрешниот ден, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден му е доста неговата мака. Кога ќе го прифатим овој принцип, тиранијата на грижата паѓа. Убавината на животот почнува да дише тогаш кога ќе му дозволиме на умот да се одмори во сигурноста на сегашниот миг, знаејќи дека секој ден ни е одмерен со Божја промисла и љубов. Светот во кој живееме постојано се обидува да го стави во некаков калап нашиот ум. Тој ни наметнува филтри на споредба, бучава и дефицит. Вештачко чувство дека постојано нешто ни недостасува и дека самите не сме доволни. Ако нашиот внатрешен филтер е заматен од завист или огорченост, тогаш и во најраскошниот дворец ќе гледаме само сивило. Затоа убавината не се наоѓа со промена на сценографијата, туку со промена на погледот. Во послание до римјаните апостол Павле ја дефинира ова духовна архитектура. И не сообразувајте се со овој век, туку трансформирајте се преку обновувањето на вашиот ум. Грчкиот збор што се користи за преобразување, трансформирање, во оригиналниот текст е метаморфозис. Истата зграда на зборот што го опишува преминот на гасеницата во пеперутка. Ова трансформација не е површна козметика, таа е суштинска обнова на мисловните детерминанти. Како ја обновуваме таа внатрешна градина на умот? Апостолот ни го дава клучот во своето послание до филипјаните. Понатаму, браќа, се што е вистинито, се што е честно, се што е праведно, се што е чисто, достојно за љубов, се што е на добар глас, ако има некоја добродетел, ако има некаква пофалба, само за тоа мислете. Фокусот на умот ја одредува реалноста. Кога свесно избираме да мислиме на она што е чисто, светло и благородно, ние чистиме прашината од прозорците на нашата душа. Одеднаш светот околу нас се менува, бидејќи рефлектира светлина која извира од обновувањето на нашето внатрешно битие. Еден од најубавите прикази за тоа колку Бог детално и со љубов го создал секој поединечен човек се наоѓа во псалмите. Овде гледаме дека нашата вредност и убавина се втемелени уште пред нашето раѓање. Зашто ти ја создаде мојата внатрешност, ме истка во утробата на мајка ми. Те славам за тоа што сум чудесно создаден. Прекрасни се твоите дела и мојата душа убаво тоа го знае. Како се поврзува со темата? Кога умот ќе се обнови со оваа вистина, човекот престанува да се споредува со другите. Ние не сме случајност, туку уникатно Божје уметничко дело. Ремек дело, рачно и сткаено со љубов.
Често пати кога минуваме низ тешки животни периоди, мислиме дека Бог не заборавил. Но преку пророкот Исаија, Бог го уверува човекот дека неговата љубов е постојана од самата материјална природа. Ако и планините се поместат и ридовите се занишаат, мојата милост нема да се повлече од тебе и мојот завет на мир нема да се наруши, вели Господ кој ти се смилува. И на друго место во Стариот Завет преку пророк Еремија, тој не подсетува на вечноста на тој копнеш. Оддалеку ми се јави Господ и рече: со вечна љубов те засакав, затоа ти ја зачував мојата милост. Во моменти на осаменост и отфрленост, писмото нуди слика на мајчинска и татковска грижа, која ги надминува сите човечки капацитети за љубов. Кога Израел мислел дека е оставен, Бог одговара: може ли жена да го заборави своето доенче, а да не се смилува на четото на својата утроба? Подори и таа да го заборави, јас тебе нема да те заборавам. Еве, на моите дланки сум те запишал. Како ова се поврзува со оваа тема? Ова метафора дека сме запишани на неговите дланки покажува дека човекот е постојано во Божиот фокус. Неговиот поглед кон нас е секогаш исполнет со милост, што е суштината на убавината на живењето. Да се знае дека си прифатен и сакан. Late night, soft tears fall, but you're not alone at all. When your world feels torn apart and the pain lives in your heart, every silent hidden cry he has seen, he's standing by. In the shadows and the ache, there's a love that will not break. The Lord is close to the broken hearted, right there where your healing started. Through Jesus, you're not alone. He's made your hurting heart his home. Every tear he understands, held forever in his hands. When the pieces fall away and you don't know what to say, there's a whisper in the night telling you it'll be alright. Even in your weakest place, you are covered by His grace. The Lord is close to the broken hearted, right there where your healing started. Through Jesus, you're not alone. He's made your hurting heart his home. Every tear he understands, held forever in his. Една од најголемите заблуди на човештвото е дека убавиот живот мора да биде линеарен, безболен и совршен. Кога ќе се соочиме со страдање, скршени соништа или сопствени падови, склони сме да мислиме дека животот ја изгубил својата вредност.
Сепак, вистинската убавина содржи доза на трагичност и зацелување. Таа е несовршена, па дури и асиметрична. Ова вистина прекрасно се отсликува низ старозаветната и новозаветната теологија на надежта. Бог не го отфрла она што е скршено, тој го редефинира. Псалмистот Давид, кој самиот го поминал патот на длабоки падови и искрено каење, пишува: Жртвата пред Бога е смирен дух, скрушеното и смирено срце, Боже, ти нема да го презреш. Исто така, во книгата на пророк Исаија, најувајќи мисијата на Месијата, се вели дека тој доаѓа, за да им даде на ожалостените во Сион венец наместо пепел, масло на радост наместо плачење, облека на пофалба наместо тажен дух. Ова е божествената уметност на кинцуги, процесот каде пукнатините на нашата душа не се кријат под тепихот на лажната среќа, туку се пополнуваат со златото на Божјата благодат. Човекот кој поминал низ страдање и научил да си прости себе си, поседува убавина што младоста и наивноста ја немаат. Тој убавина на емпатија, длабочина и издржливост. Вечерниот плач станува утринска песна, а секоја лузна станува сведоштво дека светлината секогаш наоѓа начин да навлезе низ нашите пукнатини. Ако обновата на умот е семето, тогаш благодарноста е сонцето под кое тоа семе расте. Без благодарност, човекот е осуден на вечна жет, дури ако се наоѓа на самиот извор на животот. Благодарноста не е емоција што не обзема само кога се оди по наш план. Таа е духовна дисциплина, свесен избор да се слави дарителот пред самите дарови. Во првото послание до Солуњаните апостол Павле не поучува со радикален императив. За се бидете благодарни, затоа што тоа е волјата Божија во Исус Христос за нас. Зборот за се е застрашувачки и ослободувачки во исто време. Тој не предизвикува да бидеме благодарни не само за големите триумфи, туку и за ситните нешта. За здивот во градите, за чашата топол чај, за покривот над главата, па дури за тешкотиите кои не принудуваат да пораснеме. Благодарноста е катализатор што ја трансформира скромноста во изобилство. Таа го прекинува меѓепсаниот круг на желби и не учи да го вреднуваме она што е веќе тука. Како што вели псалмистот, ова е денот што го создаде Господ, да се радуваме и да се веселиме во него. Во Новиот Завет Божјата љубов кон човекот добива конкретно лице и се манифестира преку најголемата можна жртва. Ова е јадрото на оваа порака. Зашто Бог толку го засака светот што го даде својот единороден син, та секој кој верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Апостол Павле во послание до римјаните дополнително ја објаснува радикалноста на оваа љубов, нагласувајќи дека таа не зависи од нашите заслуги. Но Бог ја докажа својата љубов кон нас со тоа што уште додека бевме грешници, Исус Христос умре за нас. Зборовите на апостол Павле даваат врвна екзистенцијална сигурност. Тие покажуваат дека штом еднаш сме обкружени со Божјата љубов, ниту една сила во Вселената, ниту минатото, ниту иднината не може да го поништи тој убав дар. Како што пишува, зашто сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни днината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту кое било друго создание не може да не одвои од Божјата љубов во Исус Христос, нашиот Господ.
секој нов ден. Не е само уште еден датум на календарот, туку ново платно лично подпишано од Создателот, на кој ни е дадена света привилегија да бидеме соработници во убавината. Убавината на животот е тајна која се открива само на оние кои се подготвени да забават, да го стивнат својот внатрешен диалог и да погледнат со очите на верата. Таа не бара совршенство, туку присутност. Кога умот ќе се обнови со зборовите на вистината, кога ќе престанеме да го влечеме сидрото на минатото и кога ќе ја предадеме контролата над утрешниот ден, тогаш секој миг станува свет. Животот е составен од капки благодат кои честопати ги газиме во трката по илузии. Повикани сме да бидеме чувари на таа убавина, да ја негуваме во собствените мисли, да ја лекуваме во нашата скршеност и несебично да ја даруваме на другите преку дела на љубов. Само така, чекорејќи низ овој свет со благодарен дух и обновен ум, нашиот живот се претвора во жива, непрекината песна на слава на оној кој создал се да биде многу добро. Една приказна за трите глинени садови златниот извор го прикажува токму ова. Во едно мало село на падините на една висока планина живел стар и мудар грнчар по име Илија. Неговите раце, иако старини со брчки, создале садови кои биле познати по својата цврстина и едноставна убавина. Еден ден, кај него дошол еден млад човек од градот со име Марко. Марко бил уморен од животот. Неговите очи биле немирни, а лицето згрчено од постојана грижа. Седнал покрај грнчарското тркало и со воздишка рекол: "Мајсторе, дојдов кај тебе, бидејќи го изгубив мирот. Животот ми стана премногу брз, премногу тежок и сив. Се борам за успех, се грижам за утрешниот ден, ги анализирам минатите грешки и во сето тоа чувствувам дека животот ми бега. А јас никаде не ја гледам неговата убавина. Кажи ми, каде грешам?" Стариот Илија молчејќи го слушал, се насмевнал со очите, а потоа станал и го одвел Марко во својата работилница. Таму, на една дрвена маса, стоеле 3 различни глинени садови. "Погледни ги овие 3 садови," рекол старецот. "Во нив лежи одговорот на твоето прашање. Овие 3 садови се 3 начини на кои луѓето го водат својот ум кроз животот." Тој покажал кон првиот сад. Тој бил преполн до самиот рап со кал, суви гранки и ситни камчиња. Ова е умот на човекот кој живе во минатото и во постојана грижа за еднината, објасни Илија. Овој сад е толку полн со стар товар, со вина, со стравови од утрешниот ден и со споредби со другите, што во него нема место за ништо друго. Ако се обидеш во него да налиеш чиста изворска вода, таа само ќе се прелие и ќе се извалка. Овој човек не може да ја види убавината на животот, бидејќи неговиот внатрешен простор е пренатрупан. Потоа старецот покажал кон вториот сад. Овој сад бил убав на изглед, но бил скршен на неколку места, а низ пукнатините течела водата што била во него, оставајќи го речиси празен. Ова е умот на човекот кој дозволил животните бури да го направат огорчен, рекол грнчарот. Тој верува дека убавиот живот мора да биде совршен. Затоа, кога ќе доживее разочарување или болка, тој се затвора во својата тага и дозволува неговата животна радост да истече низ пукнатините на само сожалувањето. Марко замислено погледнал во третиот сад. Третиот сад бил најчуден и тој некогаш бил скршен, но неговите пукнатини биле вешто пополнети со чисто сјајно злато.
Садот бил полн со бистра кристална вода во која се огледувале сончевите зраци. Ова, рекол Илија со благ глас, е умот кој претрпел обнова. Ова е човекот кој научил да си прости себе си и кој сватил дека неговите лузди не се негов срам, туку негово орнамент злато. Тој не го крие минатото, туку со Божјата помош ја преточил болката во мудрост. Овој сад е празен од грижи, но е исполнет со присутност во сегашниот миг. Затоа, тој ја собира целата убавина на денот, како оваа чиста вода. Грнчарот тогаш му подал на Марко еден празен, едноставен бокал и му рекол: секој нов ден е како овој чист извор пред нас. Бог секое утро ја истура својата благодат врз нас, исто како што сонцето ги греи криновите во полето и птиците небесни, без тие да се грижат за утре. Убавината на животот не е нешто што треба да го најдеш во далечните градови или во големите успеси. Таа е тука, во бокалот со вода што го држиш. Прашањето е само со што ќе избереш да го наполниш твојот ум денес? Со калта на грижите или со златото на благодарноста? Марко долго гледал во садот со златни пукнатини. Свесниот здив што го зел во тој момент во тивката работилница на старецот бил неговиот прв чекор кон обновата на умот. За прв пат по многу години тој забележал убавината на денот што се раѓал на планината. Животот не станува убав тогаш кога се околу нас е совршено, туку тогаш кога нашиот ум ќе се исчисти од вината на минатото и грижата за иднината. Убавината е во сегашниот миг, во способноста да ги прифатиме нашите лузни како дел од нашата уникатна приказна и да бидеме благодарни за дарот на постоењето. Поздрав, драги мои! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер